Преку проектите од Еразмус Плюс програмата, учениците од Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово активно учествуваат на различни проекти надвор од Македонија со цел подобрување на знаењето, разменување искуства и идеи и стекнување на практични вештини. Учество на ваквите проекти земаат учениците кои ги исполнуваат критериумите на програмата од Општа гимназија и земјоделска насока. Според директорот на гимназијата Милан Гугицев, преку овие проекти учениците го представуваат училиштето надвор од земјата. Станува збор за проекти од Еразмус Плюс програмата во кои што нашите ученици и наставниците се вклучени на повеќе нивоа, проекти некои кои што се веќе реализирани и некои кои што се во тек. Значи, станува збор за проекти каде што имаме размена на ученици или тоа се проекти од К1 програмата каде што наши ученици одат во други држави да разменат идеи, да видат нови искуства. Овие проекти се одлична можност, особено за учениците од земјоделската насока, кои во училиштето во малата винарија произведуваат вино кое подоцна го представуваат на саеми за вино надвор од земјава. Со тоа добиваат и можност преку практика да го усовршуваат нивното знаење. Она што го учат на часовите во нивните наставни планови и програми, сега имат можност да го видат со своји очи, да го опипат она за кој што учат, затоа што ние досега практичната обука ја изведувавме во нашата училишна економија и покрај тоа што имаме, како што кажав, и површини, насади, еве изградивме и мали оранжерии, меѓутоа сепак тоа не е доволно. Сепак добро е учениците да видат искуство и од другите држави. Како што истакна Гугицев, придобивките од овие проекти се големи за училиштето, кое со успешно остварените проекти привлекува поголем број на ученици да се запишат на земјоделската насока, но и за учениците кои стекнуваат поголемо знаење. Тие се задоволни од стекнатите искуства и можности. Училиштето активно учествува на различни проекти со цел да им овозможи на учениците полесно да ја определат нивната иднина и да ги насочат во понатамошниот избор на едукација.